Минатиот викенд бевме во Нови Сад на меѓународен натпревар, кој се одржува веќе 11-та година поред. Нашето студио 10-та година поред зема учество. Се представивме со 9 кореографии, од кои што 6 се пласира на првото место, а 3 на второто место и еден од најголемите успеси до сега овој 10 години во нашето студио на фестивалот е што влеговме во топ 5 кореографиите на целиот фестивал, од вкупно 300 кореографии. Едноставно имаме доволно мотивација да продолжиме во наредниот период со нови планови за нови надпревари. Напорно беше со оглед на тоа што имавме голема бројка надпреварувачи и на возраст беа од 6 години до 18, различни возрасти кои што бараат различни начини на работа, различен пристап на работа. Со оглед на пандемијата имавме неколку пати престанок на работа, рестрикции со овие меркиве, така да успеавме да се избориме против се ова и да направиме еден добар резултат. Наредниот период се подготвуваме интензивно за патување, бидејќи оваа година успеавме да добиеме еден Еразмус проект како партнери, во кој што носител е Полска, така да нашите деца ќе имаат можност за прв пат да присуствуваат на Еразмус размена на добри практики во сферата на танцот од 29 април до 6 мај во Краков. Уште нешто треба да споменам што е едно најбитно нешто оваа година што ќе одбележи 2022 година, тоа е 35 години постоење од Ден Студио Мак, кој што оваа година ќе го преславиме на 27 мај и 10 години постоење на Денс Фест, кој што ќе биде на 28 мај. Минатата година бевме на квалификации во Хрватска за светско првенство во Америка, кој што требаше да се одржи оваа година во април, меѓутоа поради пандемијата датумот е презакажан за есен, така да со сите напори работиме да видиме како ќе се среди со визниот режим, дали ќе можеме да присуствуваме на надпреварот. Тоа е едно од најголемите наши достигнување доколку се исполни желбата да присуствуваме на таков престижен надпревар. Подготовките течат интензивно преку цела година, јас сум кондицијски тренер на клубот. Преку цела година кој се грижи за фитнес и кондицијската подготовка на децата. Сега конкретно за Нови Сад подготовката беше во 3 дела, работевме во 3 месеци. Во јануар работевме повеќе на општа издржливост, работевме повеќе на општа подготовка на децата, вежби за сила, за снага, за флексибилност, за издржливост, повеќе од некој општ аспект, поголем волумен на тренинзи, но помал интензитет. Во февруари, во март влеговме тука поинтензивно, метнавме многу експлозивни вежби, поготово метнавме вежби за плиометрија, експлозивна снага, скокови, така да сето тоа беше имплементирано во овие 3 месеци и децата го издржаа сето тоа. Тука беа исто така рестрикции во однос на нутрицијата и исхраната, добриот сон, сето тоа децата мора да го пазат, мора да се придржуваат до тоа. Кога ги деда наградите за дали ќе влеземе во гала вечер, сите бевме возбудени бидејќи пред тоа ни дадоа прво место и сите бевме во транс дали ќе стигне толку далеко успехот, да стигнеме во гала вечер каде што ќе се надпреваруваме против тие најдобрите во регионот, во цела Европа, дали навистина ќе стигнеме на нивниот подем да се надпреваруваме со толку добри луѓе, танчери. И затоа кога ни кажа дека не само една од нашите хореографии, него дури 2 стигнаа во гала вечер, јас и сите бевме толку радосни дека ќе учествуваме во таква привилегија да навистина бевме возбудени. Кога стигнавме, баш кога требавме да излеземе на сцена, не удри таа радост дека сме добиле привилегијата да играме на такво нешто. Сите си кажавме, иако не освоиме нешто, иако не е оваа привилегија која што добивавме да учествуваме во гала вечер, навистина беше прекрасно и цел возбудени бевме.